за Зоран Божиновски тој што го објавил. Па му објаснува дека во 21:16 му се јавил човек од Интерпол кој што му кажал дека Артан Груби наводно бил на стоп листа и не смел да ја напушти држава. Значи ако е тоа така, ако било тоа внесено во моментот по системот кога Груби ја напуштил државата и полицискиот службеник на граница го видел тоа и го пропуштил Артан Груби, ќе треба да има одговорност за полицискиот службеник кој што го сторил тоа. А ако нема, тогаш виновен не е полицајецот. Целиот муаве се сведува на тоа. Која беше мечка околу 2-3, имаше луѓе кои што има информација дека Артан Груби ја напуштил државата. Ние се обративме кон институциите, прашавме дали е точно, дали има наредба за негово апсење и така натаму. Во тој момент не добивме никаков одговор дека прочем Артан Груби бил баран од полиција или имало наредба на граница да биде апсен, затоа што немало никакви мерки за обезбедување. Во тој момент немало, затоа што ќе излезеше обвинителството и ќе кажеше дека за тоа и тоа лице се побарани такви мерки и дека судот ги одобрил и така натаму. Тоа е процедура. Грешката е што политичарите, сакајки да добијат политички поени, цело време говореа за тоа кој таа претходна влада ќе одговара. Сите тие работи на некој начин беа предупредување. Тоа беше најавено. Сега и Васко Ковачевски и Артан Груби не е во држава. Тука не збориме за кртови во полицијата, цела држава збореше со месеци дека Артан Груби ќе биде прв кој што ќе биде апсен. Не е ова изненадување.